Значи, да бидиме совет на ветерани е недопустливо и подценувачки. Бараме да видиме унија на ветерани. Второ, од анализите направени од страна на Унијата на ветерани на ВМРО-ДПМНЕ на овој собир, состојбата во партијата во ВМРО-ДПМНЕ е многу тешка и ние како тело не гледаме дека актуелното раководство со нивните одлуки може да ја надмине таквата состојба. Затоа бараме председателот Никола Груевски веднаш да се повлече од функцијата председател на ВМРО-ДПМНЕ и воедно врз основа на статутот и подстатутарните акти на партијата да бидат распуштени и извршниот и централниот комитет на партијата. Трето, да се формира тело кое ќе ја води партијата во одреден конгрес на партијата. Четврто, врз основа на досега докажаната лојалност, како и вложениот труд, Унијата на ветерани на ВМРО-ДПМНЕ нема да дозволи разнебитување и ситнење на партијата и ќе представува кохезиона сила која активно ќе работи на сплотување на сите кои статутарно и идеолошки припаѓаат на нашата партија ВМРО-ДПМНЕ. Пето, одлуките кои ќе ги носи сегашното актуелно раководство на партијата на ВМРО-ДПМНЕ во ситуација која против ова раководство се водат повеќе истражни и судски постапки, истите не се во состојба да носат правилни одлуки кои ќе бидат во интерес на партијата и на Република Македонија. Па од овој момент за нас, како Унија на ветерани на ВМРО-ДПМНЕ, нема да представуваат валидни акти. До сега третманот кон Унијата на ветерани од страна на актуелното раководство на Никола Груевски беше крајно дискриминирачки и понижувачки. Значи, тие воопшто не згазија и не понижија, како да не постоеме. Затоа што му пречеше такви луѓе, тој не сака такви луѓе цврсти и стабилни, не ги сака тие што ја изградиле партијата, затоа што на секоја негова грешка ќе имаше вето од страната на Унија на ветерани. Затоа тој на ова за Унија на ветерани е на Конгрес донесена одлуката, а тој зема и го смени во Совет на ветерани на еден обичен централен комитет во Тетово. Значи, што е невозможно.